Колони со полни трактори грозје чекаат пред откупни пунктови. Лозарите во надеж дека ќе им биде откупено грозјето. Дел од нив го продаваат, а на друг дел им се враќа со изговор дека нема доволно шеќерни единици. Гневот на лозарите е голем. Се жалат дека оваа година е најлоша за нив во поглед на пласманот, иако имаат квалитетен род. Денеска на средба со лозаропроизводителите од тиквешијата на откупните пунктови беше лидерот на македонската опозиција Зоран Заев. Разговараше со лозарите и се информираше за проблемите со кои се соочуваат. Лозарите се пожалија дека не можат да го продадат годинашниот род, немаат земено пари за ланското грозје, а се соочуваат и со извршители поради долгови во банките и земјоделските аптеки. Состојбите во Македонија со грозјето се катастрофални. Тиквешијата е во немилост и навистина на нашиот народ му треба помош. Верувам и дека во помалите региони, каде што во моментот се бере грозјето и се пласира на откупните пунктови, исти случај. Тиквешкиот регион годишно произведува некои 130 милиони килограми црно и бело вино. Од прилика 50 до 60 милиони килограми е црно и 50 до 60 милиони килограми е бело вино. Она што досега е очекување дека пола од грозјето нема да се откупи. И тоа е само по себе сериозен индикатор дека овој наш народ ќе остане без пласиран род и без пари за своја сопствена екзистенција. Извршителите, банките, аптеките за препаратите и слично не ги чекаат. Тие веднаш инкасираат и тргнуваат со наплата на своите побарувања. Се работи за нашиот народ. Заев рече дека дошол на средба со лозарите со добра намера да се испрати порака до владата. Еве за некои работи да застанеме заедно. Директно ја охрабруваме владата да направи интервентен откуп на овие 50 милиони килограми црно и бело грозје кои што се останати во тиквешкиот крај по цела Македонија да бидат откупени. Се работи за интервенција од не повеќе од 10 милиони евра. Самото панорамско тркало е 18 милиони евра, ако не и повеќе. Сите овие непродуктивни трошоци кои што се трошат одат во неповрат. Имаме живи луѓе, наши граѓани на кои што треба да им помогнеме. Јас верувам дека ќе се смогнат сили директно да се интервенира и да се откупи ова грозје и таму каде што има простор да се складира, за да може дел по дел да се обработи во вино и да биде продадено на пазарите ширум светот. Само на овој начин може овде да се помогне. Мерката од 3 денари на владата, рече Заев, не давала резултати. Откупните пунктови биле затворени. Лозарите по неколку дена чекаат пред нив, рече Заев. Ако падне уште еден дожд или слана родот отиде на земја, ќе го изгубат тоа за што работеле цела година, нагласи тој. Лидерот на опозицијата најави дека после изборите во декември лозарите ќе добиеле заштита и поголема грижа од државата на време на исплата на субвенциите и сигурен пласман на производството. Ова е последна година во Република Македонија каде што ќе останат лозарите незаштитени. После декември државата директно ќе биде вклучена со интервентен откуп во организација на пласманот на земјоделското производство, така и на грозјето. Тоа значи дека 30 дена пред откупот ќе се знаат цените. Субвенциите ќе дојдат навремено и тоа во февруари, најдоцна март, кога им требаат на лозарите. Државата ќе формира посебни агенции за грозје, за градинарски производи, за овоштарски производи, за житото, за тутунот, каде што директно ќе биде партнер и со земјоделските производители и со откупувачите. Ние во Македонија имаме нешто што е наша предност и наша вредност, а тоа е работливиот народ и ова земјоделско производство. Мораме директно да интервенираме ако сакат нашите граѓани да гледат иднина во Република Македонија.